На кој начин функционира, еве да кажеме, демонските сили? Пример. Еве имам еден човек кој што живее нешто, не знам, неутрален, не прави некоја голема штета, ама си вика, ај ќе се запослам ја кој оваа компанија, ќе си добијам некоја добра платичка и ќе живеам супер, ќе идам на одмори, ќе се хранам скапо, луксузно, ќе си купувам добар стан. Пример, не знам, еве да кажеме дека е тоа осигурителна компанија некоја која што ќе ти овозможи добар профит, добра плата и ти доаѓаш тука, ама таа осигурителна компанија е измислена, таа е чисто зло, само за перење пари. Значи, немој да мислите дека осигурителните компании прават нешто добро. Значи, тоа е измислено колку да те наводно ти влева страв дека без нас ти не можеш да живееш. Но еве, да кажеме дека е тоа. Овој човек кој што го одбира тоа, автоматски, обавезно се приклонува на еден демон или на повеќе демони од црната хиерархија. Штом се случува тоа? Овие директно конципираат, значи прават сплетки, прават моменти кои што на некој начин му даваат задоволство, како например наркоманот кој ќе почне да зима дрога, добива задоволство, добива моментална енергија, добива сила, добива пари, добива луксус и тоа трае можеби години. Ама на долг рок му го ништува целосно здравието, душата, психата и телото. И на ист начин, буквално на ист начин функционира злото. Значи те мами, ти носи задоволство, ти носи изобилие и ти носи понатаму проблеми во кои што тие проблеми ти мислиш дека се нормални, а всушност не се нормални. Всушност тие проблеми ти се произлезени од контактот, линкот кој што го имаш со злото. Правиш пари на обични луѓе, ги залажуваш со некои осигурителни полиси и добиваш пари за тоа, плата, со таа плата си го храниш семејството, а мислиш дека ништо не се случува на духовно ниво. Уствари ти дебело кармички се оптеретуваш, кој што од теретот најчесто оди кај децата, затоа што преку децата, преку страдањето на децата може најболно да се почувствува кармата. Да видиш што правиш ти на другите луѓе кои што може да ти бидат твои деца. И ова оди во недоглед. Замислете го овој принцип и систем на функционирање во секоја сфера, буквално во секоја сфера. Тоа ни кажува дека човекот колку повеќе се разбуди за ова духовно постоење, толку повеќе ќе придонесе да се намали ова зло. Ова зло не може да се намали од нашите желби само или да се молиме ние. Не, значи ова зло ќе се намали кога големата популација на луѓе, значи масата на луѓе ќе го намалат придонесот и контактот со тоа зло. И ќе тргнат кон духовност, кон покајување, кон почист дух, кон смирување малку на духот и телото, кон Библија, кон Куран, кој секој во својата можеби религија, кој што ќе почне да ги почитува законите, кој ќе се врати кон Бога. Значи кон Богот кој што наумил да има природа, здравје, среќа, мир. Се што е ова материјално, што може да го јаде молецот и рѓата, таму лежи сатаната.